Добро утро, Ване. Ние се вклучуваме од Стопанска комора на Македонија на последниот ден од уписите за средно образование, да дознаеме каква е состојбата со стручното образование, колков е интересот за разлика од гимназиското и што покажуваат бројките. За сето тоа разговарам со Наташа Јаневска. Пред се благодарам за издвоеното време, па еве ќе започнеме и со првото прашање со оглед на тоа што денеска завршуваат уписите. Што велат статистиките, каква е состојбата со стручното образование? Според официјалните податоци од Министерството за образование и наука, можем да кажем од 16.600 ученика кои што се пријавиле за уписите, 13.712 се запишале и неизненадувачки 30,9% се запишани во гимназиско, 69,1% се запишани во стручно образование, што покажува дека интересот за стручното образование се уште расте. Да, со текот на годините веќе се смени трендот на средното стручно образование и според последните статистики за оваа година покажуваат дека навистина има зголемен интерес, па што се допринесува со цел самите средношколци веќе да се одлучуваат на тој чекор, односно да се насмерат во самото средно образование. Ние со години наназад доста работевме како да го подигнеме прво интересот и атрактивноста на стручното образование, затоа што долго време постоеше стигма дека само лошите и слабите ученици се запишуваат во стручно образование. Со тек на време успеавме тоа да го направиме, затоа што во самата комора имаме совет за развој на тренинг за развој на квалитетот на тренингот и обуките, каде што постои една централна организацијска целина, дуално образование, каде што ние постојано работиме на подигање на атрактивноста на стручното образование. И со целост можам да кажам дека последниве 3 години интересот за стручното образование е многу голем и некаде околу 70% од учениците се запишуваат во стручното образование. Во текот на годините ние правевме промоција посебно на оние струки кои што беа неатрактивни, со цел да им покажеме на учениците дека веќе е сменета перцепцијата на она што некогаш мануелно се работело, дека се работи сега автоматизирано и доволно е учениците да се вклучат во тие процеси на учење и да учествуваат во самите автоматизирани процеси од кога ќе се вработаат. Понатаму имавме дигитални саеми, разговори со менаџери кои што завршиле стручно образование и кои што станале навистина познати и препознатливи не само во нашата држава, туку и надвор, и тоа беше поттик на учениците, на средношколците да се запишуваат во стручното образование. Токму затоа е и важно да се зборува за стручното средно образование. Меѓутоа, еве, од вашето искуство и годиниве наназад, не мора да е за оваа уписна година. Можеби, еве, следното прашање би било во однос на тоа кое средно стручно училиште најмногу има интерес во моментот. Сакам да ги исклучам оние, ако зборуваме за стручно, медицинското училиште, односно здравствената струка и економската и правната, кој што од секогаш имало интерес. Сакам да потенцирам дека сега веќе има интереси за останатите струки, така што уште во првиот уписен рок вие имате потполни паралелки во одредени училишта, како што се во секторот градежништво и геодезија, потоа во секторот лични услуги, во секторот сообраќај и транспорт и шпедиција, во секторот дрвна индустрија, што до сега тоа не било случај. Исто така, да не кажам и секторот машинство и електротехника, кои што поголеми училишта веќе ги затворија, се пополнија паралелките уште во првиот уписен рок. И би сакала да порачам на учениците кои што се запишуваат сега во вториот уписен рок, дека треба да го изберат стручното образование, затоа што стручното образование представува еден вид пасош за нивниот живот во иднина, бидејќи преку стручното образование се стекнуваат со стручни вештини, но и со трансверзални вештини кои што ќе им требаат понатаму во животот. Своите стручни вештини ги постигнуваат не само во училницата, каде што го учат теоретското знаење, туку и во компаниите, односно кај работодавачите, каде што директно се запознаваат со работните процеси, со самата организацијска структура, а со тоа утре имаат и можност за директно вработување после завршување на нивното средно образование. Благодарам за разговор. Благодарам.
Тоа беше разговорот со Наташа Јаневска од Стопанска комора на Македонија во однос на статистиките за уписите за средно образование, односно од самиот разговор дознаваме дека има навистина зголемен интерес за средното стручно образование и со годините наназад некои од смеровите кои што можеби воопшто немал ни еден ученик, сега веќе местата се пополнуваат и како што спомна и мојата соговорничка, мотивацијата да се запишат учениците во средно стручно образование е доста поголема доколку се направи таа споредба со неколку генерации наназад.